Благодарам, почитувам председател со комисијата. Најпрво, едно големо браво за студентите во Република Македонија. Почитувани студенти, вие сте најмокната сила во државата, вие сте иднината на Република Македонија и со вашето однесување тоа го докажувате по не знам кој пат во историјата на Република Македонија. Премногу политика за премногу малку средства, меѓутоа и сериозно понижување на студентите. Најпрво околу законот. Неколку контраверзии. Најпрво имавме обид за ускратување на студентските права. Имавме понуда од нас, од ВМРО ДПМН, поднесовме закон кој не беше прифатен на пленарна седница. За да сега го добиеме овој закон, каде што, пазете, предлагачите во цели и начела на законот го предлагаат овој закон во насока на подобрување на стандардите на студентите. Пред само неколку дена, истите предлагачи сакаат да ги ускратат правата на студентите. Кое е лицемерие од политиката, од власта, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и од ДУИ. Лицемерието ќе беше до крај реализирано ако не беа студентите и нивниот глас да се борат за своите права. Тие молчат, тие гледаат како се распаѓа државата, меѓутоа овде се поминати сите можни граници. Во истиот овој закон што го нудите пред студентите, пред македонската јавност, сте напишале 0 денари финансиски импликации. Значи, ова што денес го предлагате, 120 денари за студентите, оброк, не ја кошта државата ниту 1 денар. Нема финансиски импликации. Тоа сте го запишале во законот. Што е тогаш тоа што претходно го предложивте во законот? Претходниот закон. Тоа е класичен пример на земање од студентите. Значи, пари кои се планирани во буџетот, вие сакавте да ги земете од студентите и да ги пренамените. Зашто? Што е поприоритетно од еден скромен оброк на студентите? Сакавте да го зголемете контото на криминалците? Сакавте да обезбедите други ставки, да ги пренамените овие пари за крадење, за рамлук? Затоа тврдам и уште еднаш ќе кажам, браво за студентите, докажа дека не може никој да ги манипулира. Дека иако навидум се незаинтересирани за политика, докажа дека знаат во клучен момент да го кренат својот глас. И тоа повторно тивко, без многу помпа, без некои поголеми нарушување на јавниот ред и мир. Тоа што го предлагаме со амандманов, кој го поднесовме, е реална пресметка на инфлацијата, односно зголемување на средствата за оброк на студентите за само 40 денара. Сума сумарум 1 милион евра. Не можете условно да прифатите зголемување на студентскиот оброк на ниво како што е бил претходната година. Колку поразително, колку жално и колку, морам да кажам, трагично за ова собрание. Добро е што се изменивте председателки на Комисијата за образование, меѓутоа најмалку што треба да направите е да поднесете оставка од таа функција.
Вие немате веќе кредибилитет да ја водите Комисијата за образование. На кој начин ќе ја водите? На секое мое излевање на таа комисија ќе ви кажам дека обезбедени средства од буџетот, финансиски импликации нема, сакавте да ги скратите средствата на студентите. Што ве плаши? Ве плаши разнишувањето на владата, затоа што студентите се мокта во оваа држава. Затоа што тие кога ќе окренат гласот нема назад. Затоа што тука подклекнуваат и пензионерите и родителите, затоа што се работи за иднината на оваа држава. Во оваа прилика, како професор на Универзитетот УКИМ, морам да кажам некои работи. Синдикатот на УКИМ, сите синдикати од образование, час поскоро мора да ги подржат студентите. Професорите мора да ги подржат студентите. Ректорските управи, универзитетите мора да ги подржат студентите. МАНУ мора да ги подржи студентите. Затоа што таков е редот. Ако немаме студенти, немаме иднина во оваа држава. Затоа што ако некој посегне по студентите, посега по иднината на Република Македонија. Тоа не смее да се случи и не се само овие средства. Не е само студентскиот оброк. Студентскиот стандард е загрозен. Имаме сериозни проблеми со студентскиот стандард. И тоа го барат студентите. Знаеме дека за тоа треба време. Знаеме дека треба инвестиции и сериозни пари. Затоа тука не реагираме. Меѓутоа морате да разговарате студентите и тие проблеми час поскоро да бидат решени. Нема да должам. На крај, целосен поклон пред студентите. Почитувани студенти, борејте се за своите права. Затоа што борејќи се за своите права, се борите за иднината на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам и на вас. За реплика пратеничката Жаклина